Струјата нема да поевтини набрзо. Намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% на електричната енергија ќе остане само желба на граѓаните. 2 месеци откако Регулаторната комисија за енергетика и Европската енергетска заедница и препорачаа на владата да го разгледа ова прашање за колку толку да им го ублажи ценовниот шок на граѓаните, владата се уште не донесе ваква одлука. Барањето допрва ќе го разгледувале економските министри, вели премиерот Заев. Требало добро да се пресмета каков ефект ваквата одлука би имала врз буџетот, бидејќи пари требале и за други намени. Секако е вредно за разгледување, но ние мораме да водиме грижа каков тоа импакт ќе има на севкупното обезбедување на доволни ресурси, да помагаме и со 5-ти пакет, и со 6-ти пакет, понатаму на нашата македонска економија, но секоја идеја, секоја препорака е вредна за внимание. По поскапувањето на струјата за 7,4%, опозицијата неколку пати својот револт го изрази на протести. Сметките треба позначено да се намалат дури кога државава целосно ќе се гасифицира. Премиерот најави дека со помош на САД земјава ќе се вклучи на терминалот за прием на течен газ во Александрополис, Грција. Македонија и Грција работат на повторно активирање на нафтоводот Скопје-Солун. Интерконекторот помеѓу Северна Македонија и Грција чини 54,4 милиони евра, каде што имаме 13 милиони евра грант од Европската Унија преку Вестер Балкан Инвестмент фонд или Берлинскиот процес. Во тие пари спаѓа секако проектирањето, изведбата, надзорот, инспекцијското тело и менеджментот на целата оваа работа, но уште еднаш да информираме јавноста дека номиниравме наши интерес за акционерско учество во Интерконектор, односно во терминалот во Александрополис. Освен намалување на ДДВ-то за струја, Европската енергетска заедница и Регулаторната комисија побара од владата да одвои повеќе пари за така наречената енергетска сиромаштија, односно да се определат поголеми субвенции за покривање на трошоците за сметки за струја на ранливите категории граѓани.